Jedan vaš bivši gradonačelnik bi rekao, koja je gleda ova gletka pred sebe, pa. Ogroman pozdrav za Kumanovo i Kumanovčani i specijalan pozdrav za gospodin Cic. Dragi prijatelji, ne slučajno u ovaj region Karavanot ga završujeme u Kumanovo, grad koji je od 1941. do danas sekoj pad bil pobednik. Kada što se kovaše makedonskата современа država i kada što bu izminative 30 i kusur godini во постсоциализмо никогаш напредните прогресивни сили немаат изгубено. Така ќе биде и овој пат. Драги пријатели, одиме кон двојни избори на 24 овој месец првиот круг, на 8 мај следниот месец вториот круг, и парламентарни и председателски, и ред е кога сте се собрале во таков број, а и да бевте помалку, да ви кажам што направивме во изминативе 5 години и со моите другари и другарки во изминативе 7 и половина, 8 години. И зошто сум убеден дека повторно вашата доверба треба да дојде овде, на оваа страна, кај нас. Изминативе години поминавме низ многу тешки периоди. Само 2 години бевме затворени дома во време на пандемијата, како што беше и целиот свет, меѓутоа малите држави повеќе страда во таа ситуација отколку големите и богатите. Меѓутоа го пребродивме и тоа. Во изминативе 5, односно 7,5 години, зборувам и за парламентарната власт, направивме неколку работи кои ниту една политичка гарнитура во Македонија не ги направила во историјата. Прво, го решивме спорот со Грција. После 25 години преговори и станавме членка на најмоćниот воено-политички сојуз во историјата на Македонија, НАТО алијансата. Зошто е тоа важно? Не треба да зборувам. Тоа значи конечна тапија за нашата независност, за нашите граници, за нашиот суверенитет и за личната безбедност на секој од граѓаните на Македонија, за секој од вас. Тоа е чин кој според мојот длабоко убедување е еднаков по значење на 8 септември 1991-та, бидејќи не е доволно само да декларирате дека сте независна држава. Треба да имате пријатели кои ќе застанат позади вас и кои ќе речат стварно сте независни и при било каква закана, било каков тип и профил, тие бидат рамо до рамо со вас. Тоа е исклучителен благодет и само врз таква основа, кога сте безбедни, можете понатаму да градите посреќен живот и подобра економија за секој од нашите граѓани. Втората работа која ја направивме, а која не беше направена 17 години наназад, е што безмалку после 2 децении ги отворивме преговорите со Европската Унија. Тие две стратешки цели кои 91-а првите политичари кои ја правеа македонската држава ги зацртаа како битни, се навистина столбот на кој ние можеме да се развиваме и за куз временски период да станеме просечно развиена европска демократска држава. Безбедност врз таа основа, ако не си безбеден, нема развој, и врз таа основа, со помош на нашите пријатели во Европската Унија, економски развој. 2 пати поголем од оние стапки кои ги имавме досега, бидејќи тоа ни е неопходно да го фатиме чекорот и да го фатиме возот кој оди се повеќе и повеќе. Гледате што се случува во светот, дигиталните технологии ги водат државите напред, секој прогресира, дури и оние кои беа околу нас, нашите први соседи, за кои некој пат бевме Америка, сега има далеку повисок стандард од нас, просто само затоа што се членки на Европската Унија. И во моментот кога ги отворивме преговорите, ја завршивме првата конференција со Брисел, во тој момент добивме неочекуван удар од внатре. Јасно ни беше дека Република Бугарија не сака да не види таму или сака да не види под нејзини услови, а тоа значи да се откажеме од она што ни е најсветно, дека сме македонци кои зборуваат македонски јазик. Меѓутоа не верувавме дека од нивни политички причини главната опозициона партија ќе го закочи европскиот пат на Македонија од една единствена причина. Тие сакаат само да дојдат на власт и да владеат без усул на грбот на народот и по можност тоа да нема крај. Исто како што беше во времето на режимот, кога 11 години беа качени на грбот на овој народ и кога постоја само 2 категории граѓани, членови на ВМРО ДПМН и сите останати. Почитувани граѓани, во моите 5 години
не постои ниту еден случај, ниту една инстанца, ниту еден единечен случај кога некој рекол јас сум дискриминиран од овој председател затоа што не сум од неговата политичка опција, затоа што не сум го гласал, затоа што не сум македонец. Не постои ни еден единствен случај на ниво на исклучок некој да каже дека не сум бил еднаков председател за сите граѓани. Ако ми дадете доверба на 24 и на 8, ви гарантирам дека ќе останам истиот тој. Тоа значи без калкулации председател на сите што живеат во Македонија. Во тој дел, драги пријатели, многу ретко го споменуваме она што е исто голема придобивка на оваа политичка гарнитура, а тоа се меѓуетничките, меѓунационалните односи. Знаете дека во времето на режимот, како што се доближува изборите, едни ви изигруваа на едната страна патриоти, најголеми, и другите на другата страна. Имавме тепачки меѓу младите во јавниот транспорт, имавме на Скопското кале тепачка дали да има црква или џамија. Ние ги стабилизиравме, оваа политичка гарнитура ги стабилизираше меѓуетничките односи и ги донесе на ниво на какви што не биле од 91 до денес. Ако не сте сложни внатре, ако немате внатрешна кохезија, ако луѓето се јадат, се караат меѓу себе, вие не можете да напредувате. Направивме таква стабилност внатре и затоа можеме да претендираме да се асоцираме и во пошироките меѓународни организации. Значи, НАТО членство, почеток на преговори со Европска Унија и стабилни меѓуетнички односи, повеќе никој не зборува дека тоа може да биде извор за дестабилизација или не дај Боже за нова војна или конфликт. Така не беше во времето на режимот. Што нуди, драги пријатели, и другата политичка опција? Со должна почит кон сите 6 кандидати и политички субјекти кои ќе бидат на парламентарните избори, меѓутоа посебно сакам да се реферирам на овие кои се прогласија за победници година дена пред да почнат изборите и кои слушам дека веќе ги поделиле функциите. За нив сакам да кажам 2-3 збора. Дали може истите луѓе кои беа први до Груевски во тоа време да водат поинаква политика? Дали може децата на Груевски да водат драстично различна политика која ќе носи Македонија кон НАТО и кон Европската Унија? Не може, драги пријатели. Да можеше, ќе го направеа тоа во 11 години кога беа на власт и кога практично никој не им опонираше. Ние во тоа време како опозиција не сме обструирале ниту еден државнички потек од нивна страна. Знаете зашто? Зашто нема ни еден државнички потек од нивна страна. Чи тие во тоа време им беше битно само да ги товараат торбите, да се богатат, партијата на власт, особено врхушката, фамилијата на власт, и никој друг не постоеше во оваа земја освен нив. Сите вие имате примери во вашето семејство, во вашето обкружување, во вашите работни колективи, кога ако не сте биле на таа на нивна страна, сте имале проблеми на работното место, малтретирање во државната администрација, ако имате приватен дуќан ке ве сотре инспекции само затоа што не сте припадник на таа политичка опција. Такви работи во наше време немало. Ако ја добиеме вашата доверба, нема ни да има во следните 4, односно 5 години. Почитувани кумановчани, првиот круг на 24 овој месец ќе биде исклучително значаен. Затоа што тогаш ќе се отцрта колкава е таа Македонија, колку бројни се тие македонски граѓани кои сакаат да видат Македонија и понатаму како една нормална, стабилна и интегрирана држава со светот и со Европа. Ако на 24-ти направиме масовна политичка мобилизација, јас ви уверувам дека ќе биде само обична екзекуција да го завршиме процесот на 8 мај. Затоа ве замолувам, сите масовно на гласање и за окружување на бројот 1 на 24-ти и се разбира второто полувреме да го дозавршиме и мечот да го добиеме на 8 мај на двата избора. Драги пријатели, знаете дека секогаш кога доаѓам во вашиот град, па и на други места низ Македонија, јас сакам да разговарам малку и со вас, освен овие политички говори кои се класика, кои се стандарди. Ќе замолам еден микрофон да пуштите во меѓу луѓето, а ја ќе стигнам долу, пошто некако не ми е мерак од висока да зборам со мојот народ. Фала ви. Да, најдрагиот дел на нашиот председател од средбите со граѓани од вакви митинзи, значи сака да се види со вас, сака да разговара со вас, да ги слушне вашите идеи, вашите прашања. Па сега бидејќи на вистина многу ве има, нека дигне рака, да можам јас да се качам на одгоре, да јас на вина треба да видам подобро.
Ако има некој прашање, нека ја истапи понапред. Дали има некој прашање? Да, еве. Јас ќе го донесам микрофонот. Повели. Добар вечер, почитуван председателе. Би сакала да ве прашам зошто ДПМН постојано се заканува со апсини и со насилство? Има две причини. Прво, тоа е таков тип на луѓе, владеја 11 години со насилство. Паметите, немаме време да ги кажеме сите тие случаи. 2011-та со специјални полициски сили ја затворија најгледаната телевизија во тоа, што нас на памет не ни паѓа. Вие можете денеска да псуете, да викате против председателот на Македонија, до утре са бајле, влакно од плава нема да ни фали. Што прво се такви. А второ, во последниве неколку денови, ако забележувате, оние засилуваат риториката и заканите, не само кон мене, тука и кон другите, тоа мене ми е знак дека работите не им врват добро на терен. Веројатно чувствуваат дека одудирање во гради изминатава година, дека се сигурни победници, дека ќе победат со 100.000, 200.000 и така натаму, дека не ќе е баш така. Вашето масовно присуство на терен е доказ дека тие се во голема заблуда. Председателе, тука имаме уште едно прашање, бидејќи во исто време и се пријавија. Повелете. Добро вечер и од мене, председателе. Јас сум Фламон Милими. ДПМН ве обвинија за тајни средби, за амнесија на политичари. Дали имало такво нешто? Благодарам. Види, кога сакаш да амнестираш или кога амнестираш некого, тоа се гледа. Ти можеш да имаш тајни средби и на крај тоа се покажува на очиглед на цела јавност. Христијан Мицковски, најголем страф му е да не случајно Груевски се врати назад. И се ме обвинува и неколку други политичари дека сме на тајни средби договарале Груевски да го враќаме назад, амнестиране. Сега прашам, дали некој го видел Никола Груевски во Македонија? Значи, станува збор за флагрантна лага на тој човек, за кој, впрочем, тоа не е ништо ново. Пред 4 години, Европскиот парламент во свој официјален извештај, не ја и ти приватно, или некоја невладина организација, не знам од каде, Европскиот парламент во свој извештај вика со име и со презиме дека Христијан Мицковски е извор на лажни вести и дезинформација. Што да правиме мојот понатак? Јасно е. Дали некој друг има прашање? Повелете. Добро вечер, почитувам председателе. Би сакала да прашам Силјановска, пред некое време рече дека немало историски прашања во францускиот предлог. Па би сакала, нон-стоп зборуваат за бугарски диктат. Па би сакала да прашам дали е јасна пораката што ја кажуваат тие, зошто ги плашат луѓето, зошто го лажат народот? Знаеш, фактички со таа изјава против кандидатката им ја собори целокупната политичка стратегија 2 години назад. Значи 2,5 години, 24/7 само тоа ни кажува. Дека мораме да ја прифатиме комплетната бугарска историја за да влеземе во Европа. Господјата јасно и прецизно вели дека историјата не е предуслов да станете членка на Европска унија. Предпоставам дека ја критикувале после таа изјава од партијата која дава поддршка, ама сега таа е нивен избор, са не сум ја наметнал јас. Дали некој друг има прашање? Има, повеќе. Само немој за покачување на пензија Повели. да прашуваш, молим те. Зашто вие после мене доаѓаат за пратенички избори, нив ќе ги прашаш. Ево, ти си овде. Сакам да прашам дали Македонија може да влезе во Европската унија до 2029 и дали би ги внеле во Бугарите во уставот, доколку тоа биде услов за влез во Европска унија. Дали тоа се бендисувало некому или не, тоа е сега услов. Предуслов да продолжиме и на крај да влеземе. Јас се надевам дека следниот парламентарен состав ќе има 2/3, како да ги наречам државотворни пратеници, кои нема да водат сметка само за својот джеб или за своето семејство, ќе водат сметка и за тебе, и за твојата генерација, која нема потреба да ја тераме од државава, чекајќи да станеме членка на Европска унија, да оди во Нов Зеланд или не знам каде во светот, туку треба да има тука шанса, прва шанса дома да успее, да направи кариера, да формира семејство и да има среќен живот. Тоа го знаат сите во Европа. И овие од ВМРО го знаат тоа. Меѓутоа викаат да дојдеме прво на власт, па ќе ви кажеме што ќе правиме после на 9. Ја мислам, тоа се политички мешетари од најдолен балкански вид. Другата страна ми се лути, ама ајде ќе ви дадам пред.
Добро вечер, председател. Вака, јас сум, нема да зборувам за политика. Сакам да прашам нешто што мислам дека ја интересира и другата јавност на сите родители кои што имаат деца со попречености. Јас сум мајка, самохрана мајка во моментот, и сега едно прашање, што после, бидејќи маж ми почина сега вргу, што после и мојата смрт, синот мој каде ќе оди? Нема никаква саглам, организација, институција, дали еве сега во вашата програма или ќе направите нешто во врска со тоа? Благодарам. Господје, значи јас прво немам директна надлежност за тоа прашање. Меѓутоа ви уверувам од првиот ден јас и мојата сопруга даваме максимална видливост на сите проблеми со кои тие лица се среќаваат во животот. Ова е еден од најголемите. До одреден период, особено додека родителите се живи, некако се трга. Знаете вие, тоа е тежок живот и тешка мака. Меѓутоа, после тоа ние немаме специјализирана установа и мора да направиме таква за тие лица до крајот на животот да добиваат нега, зборам за ние кои не можат самите да Уште едно прашање тука, уште повеќе. Ама тој блок го фаворизирав од самиот почеток. Сега дозволете малку на другата страна. Повелете. Јави се Јужна, чекай се. Добро вечер, драги мои кумановци. Добро вечер, сегашен и иден председателе на Република Северна Македонија. Борики се против режимот, баравме владение на правото и владение на разумот. И јас пред малку пишував дека во мода интелектот, а деменцијата, за жал, е во на сцена, меѓутоа не задолго. Верувам дека како председател ќе продолжите со исто темпо, дури и со повеќе сенс за потребите на граѓаните и сите оние неадекватни потези, закони, подзаконски акти на власта, бараме ние граѓаните да ги санкционирате, да ги критикувате и да ги одбиете. Се надевам дека тоа како иден председател ќе го сторите. Благодарам. Ти благодарам за прашањето. Само накусо. И до сега сум го правил тоа. Значи, сите овие што ги гледаш овдека, не само во првиот ред, се мои стари пријатели и колеги, соборци, сите вие. Меѓутоа и нив сум знаел да им вратам некои закони и то не толку јавно колку приватно ме критикувале. Ама јас го кажав и на конвенцијата. Слободно критикуете. Ако ја мислам дека не е во интерес на вас граѓаните, брат да ми ќе му вратам закон. Добро, во ред, значи одговорено на сите прашања. Сонцето рано изгрева, таму росата цвеќе ми